Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Небесниот Татко ни дава покана за да имаме заедничко патување со Него, во кое може да ни се довери исполнување на нашите соништа и цели. Божиот збор вели дека Божиот благослов носи богатство, и тоа без тага. Она што тој го прави е тоа што не повикува на патување кое е патот на нашата себереализација во животот и не доаѓа со тага. Многу луѓе го постигнале оно што го посакувале, но по цена на нешто, односно страдала одредена област од нивниот живот. Било тоа да е семејството, пријателите, психичкото здравие и така натаму. Многу работи били жртвувани за да се добие посакуваното, но Царството Небесно функционира сосем поинаку. Царството Небесно функционира на сценарио добивка, каде што ние одиме по тоа што Бог не повикал. Има исполнување, реализација на сонот или желбата за да се прикаже врска помеѓу нас и Небесниот Татко. Личната исполнетост и реализација од секогаш била наменета за да ја открие врската помеѓу Бог и човекот. Сатаната имаше сон, кој го далечи од Бог, бидејќи сакаше тој да биде Бог. Секогаш кога дозволуваме желбите да не оправуваат, наместо преку тие желби да го изразуваме нашиот идентитет и врска со Бог, го правиме истото што го направи сатаната. Нашите желби и приоритети треба да бидат во согласност со неговата волја, а не со нашата. Небесниот Татко не повикува на заедничко патување преку кое тој се открива кој е и каков е како татко. Примарната, основната причина зошто Исус Христос дојде на земјата беше да го открие Небесниот Татко. Псалм 103 или, според друг превод, Псалм 102 гласи: Благословувај го, душо моја, Господа, и не заборавај ги сите негови добрини. На оној кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од распаѓање твојот живот, кој те венчува со милост и со добрини, кој ја исполнува со блага твојата желба и како на орел ќе се обновува твојата младост. Доколку исполнувањето на нашите желби, барања, соништа, не го согледаме како исполнување кое доаѓа од раката на Небесниот Татко, тогаш ние нема да придобиеме од исполнувањето на таа желба. Ни емотивно, ни ментално, ни духовно од тој дар што ни бил даден од Него за да ја обновиме нашата сила. Господ Бог има одредени протоколи, чија намена не е за да не казнат, туку да ни укажат дека тие се начините според кои функционира Неговото царство. И ако ги сакаме придобивките од Неговиот свет, тогаш му пристапуваме на животот преку овие Божји приоритети. А на тој начин се ослободуваат благословите што доаѓаат со радост, а не со тага. Например, за бракот. Интимните односи надвор од бракот се перверзија, а во бракот се благослов. Кога го прекршуваме протоколот, резултатот е перверзија и при тоа колку и да се трудиме, да се обидуваме во животот, ако продолжиме да живееме во перверзија, Божјиот благослов што доаѓа без тага нема да биде дел од нашиот живот. Во Евангелие според Матеј 26 глава пишува:
Погледајте ги птиците небески. Тие ни сеат, ни жнеат, ниту во амбар собираат. Но вашиот Отец ги храни. Зар не сте вие многу поскапи од нив? А кој од вас, грижејќи се, може на својот раст да му придаде макар еден лакт? Зошто се грижите за облеката? Погледајте ги полските кринови како растат. Не се трудат, ниту предат. Но ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече така како еден од нив. Па ако полската трева, што денеска постоја, утре во оган се фрла, Бог така ја облекува, а колку повеќе вас, маловерни. Па затоа, не грижете се и не говорете што да јадеме или што да пиеме или во што да се облечеме. Зашто сето тоа го бараат незнабожците, а вашиот Отец Небесен знае дека за сето ова имате потреба. Но, барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда и се ова ќе ви се придаде. И така, немојте да се грижите за утре, зашто утрешниот ден ќе се грижи за своето. На секој ден доста му е неговото зло. Поединецот, кој е под влијание на духот на навреда, односно кој често се чувствува навреден, може да рече дека Исус Христос воопшто не го интересира тоа дека човекот има потреби, дека треба соодветно да биде нахранет, облечен и слично. Дека Исус не води грижа за тие нешта, а во реалноста е сосем обратно. Тој води повеќе грижа отколку ние. Она што тој го прави е не насочува кон вистинскиот правец, а тоа е да ги селектираме вистинските Божји приоритети, кои ни овозможуваат да имаме храна, облека и се што ни е потребно, и сето тоа без грижа и тага. Тој не учи дека она што не можеме да го видиме, невидливото, е всушност поголемо, позначајно отколку она што можеме да го видиме. Светото писмо не учи дека она што е невидливо е вечно, а она што е видливо е привремено. Токму заради тоа верата е заснована врз она што не може да се види, односно незината дефиниција според Светото писмо е дека е тврда увереност во она на кое се надеваме и убедување за нештата што не се гледаат. Everything else will bow before you, bow before you. And everything else will bow before you, bow before you. Every knee will bow and every tongue will confess that you alone are God forever. Every knee will bow, every tongue will confess that you are God and you reign forever. Every knee will bow, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever. Every knee will bow down, every tongue will confess you alone are God and you reign forever.
Исус Христос не наведува, ни покажува свет кој е посупериорен отколку овој што го гледаме. А за да го видиме тој свет потребна ни е вера. Затоа и ни вели дека тој е патот, вистината и животот. На таков начин можеме да живееме недопрени од светот и случувањата во светот што се околу нас. Како може тоа да се постигне? Еве ја дадената насока. Барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда и се ова ќе ви се придаде. Ете, во ова се состои важноста, односно моќта на приоритетите. Се поставува прашањето, што е тоа да се бара царството небесно? Што треба да се прави? Исус Христос тоа го илустрира вака. Во Евангелие според Матеј 12 глава има случка кога Исус избавува обседнат човек од демон. Доведоа при него еден бесен кој беше слеп и нем и го излекува, така што слепонемиот прогледа и проговори. Што значи човекот бил демонизиран, мачен. Исус додава: ако јас истерувам бесови со Духот Божи, тоа значи дека дошло Царството Божие до вас. Така што, од една страна е човекот измачуван од демони, односно на него престои демонското царство. Темнината го зафатила тој човек, неговото тело, неговите мисли. Многу области од неговиот живот се под тортура од страна на ѓаволот. И што се случува? Царството Божие доаѓа над човекот и го зазема местото на царството на ѓаволот. Божјата власт ја истерува власта на ѓаволот. И по овој пример, што значи да се бара прво Царството Божие? Значи да го бараме Царството Божие во секоја ситуација и област од нашиот живот. Како тоа? Доколку на ближниот му треба некаква помош, да помогнеме. Доколку му треба молитва, да се помолиме. Доколку му треба поддршка, да ја дадеме. И така натаму. Царството Божие се изразува во пракса, не само во теорија. Не е апстрактна религиозна или филозофска теорија, туку Божиот невидлив свет се рефлектира на овој земниот, а со тоа се одразува љубовта и природата на небесниот татко. Тоа е и целта. Да видиме дека имаме татко. Царството Божие е мерливо, токму заради тоа вели: барајте го најнапред царството на Бога и неговата правда, и се ова ќе ви се придаде. Седумнаесеттиот стих во послание до римјаните гласи: оти царството Божие не е јадење или пиење, туку правда и мир и радост во Светиот Дух. Правичноста треба да е основа на нашето живење. Ние треба да сме експресија на однесување кое го прикажува нашиот однос со небесниот татко. На тој начин ќе ја придобиеме довербата за да ни се придаде уште повеќе од тоа царство. На тој начин благословот ќе струи во нашиот живот и ќе бидеме способни да го издржеме тој благослов. Во Изреки 8 пишува: примете го учењето мое, а не сребро, подобро знаење отколку најдобро злато, зашто мудроста е подобра од бисер и ништо од она што е скапоцено не може да се спореди со неа. Ги сакам оние што мене ме сакаат и кои ме бараат, ќе најдат добрина. Во мене се богатството и славата, богатата ризница и правдата. Плодовите мои се подобри од злато и од најчисто злато, и користа од мене повеќе отколку од најчисто сребро. Јас одам по патот на правдата, по патеките на правосудството, за да им доставувам вистинско добро на оние што ме сакаат. Нивните ризници ги полнам. Кога го објавувам она што станува секојдневно, нема да заборавам да го спомнам и она што е од секогаш.
Суштината и на овие стихови е како на претходните, односно дека Исус Христос сака ние да уживаме во благословите кои доаѓаат со тоа што ние прво ќе го бараме Царството Божјо. Дека тие се награда за приоритетите кои Исус Христос ни укажува да ги одбереме, наместо да ја добиеме наградата од нашата лична упорност и решителност. Тој ги наградува сите кои го бараат. Во Евангелие според Јован 17 глава Исус Христос се моли вака: "Но не се молам само за нив, туку и за оние што по нивните зборови ќе поверуваат во мене, за да бидат сите едно, како што си ти, татко, во мене, јас во тебе, па така и тие да бидат во нас едно, и да поверува светот дека ти си ме пратил. И славата што си ми ја дал, ние им ја дадов, за да бидат едно, како што сме ние. Јас сум во нив и тие се во мене, за да бидат во се едно и да узнае светот дека ти си ме пратил и нив си ги возлюбил како мене што ме возлюби. Татко, сакам и оние што си ми ги дал да бидат со мене, каде што сум јас, за да ја гледаат мојата слава што си ми ја дал. Оти ме возлюби уште пред да се создаде светот. Татко праведен, светот не те позна, јас те познав, и овие познаат дека ти си ме пратил. Им го објавив името Твое и ќе го известувам, та љубовта со која ме возлюби ти да биде во нив и јас во нив." Љубовта е поголема од држењето навреда во себе. Мораме да ги надминеме собствените предизвици се со цел да ја демонстрираме љубовта на Христос кон друга личност. Ете е причината зошто ѓаволот напорно работи за да ги раздели луѓето. Преку навредата, лошите мисли, постапки и слично. Се со цел да не се шири гласот дека патот, вистината и животот постојат. Дека постојат добри вести за наша благосостојба, за да бидеме сите едно, како што е Таткото во Исус и Исус во Таткото, па така и ние да бидеме во нив едно. Затоа се молам: Татко, дај ни ја милоста да ја прегрнеме привилегијата стоејќи заедно во вистината, како луѓе со еден ум и едно срце. Помогни ни да прикажеме кои сме ние како тело, при што еден со друг се одржуваме живи и се заштитуваме. Се молам мудроста и милоста да биде над секој што слуша, да ги знаеме вистинските приоритети. Има моќ во приоритетите. Татко, дај ни ја мудроста за да го видиме протоколот на рајот, за тоа како да го вреднуваме и живееме животот што ти си ни го дал. Ти благодарам. Ја следевте емисијата Елиезер, автор и уредник Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ, во соработка со и под покровителство на Господ Исус Христос и Господ Свети Дух. Елиезер,